За албанските парламентарни партии ќе биде прифатлив само оној предлог закон за употреба на албанскиот јазик кој ќе се подготви во рамки на тело кое тие ќе го формираат. Ова произлезе од средбата на Алијансата за албанците и ДУИ. Села и Ахмети договориле тело кое ќе функционира и во рамки на собранието, а ќе го спроведува подпишаното во албанската платформа. Во рок од 3 дена албанските парламентарни политички партии да предлагат нивни представници по двајца за да правиме правилник за функционирањето на масата на албанските политички партии. Во иднина, мислам дека овие средби што ги имаме, нели, треба да ги држиме во собранието на Република Македонија. За албанските партии ќе биде прифатлив закон за употреба на албанскиот јазик што ќе го подготват само тие. Било кои други проекти се неприфатливи, рече Села, но и најави дека за решавање на ова прашање ќе се бара и отварање на уставот. Единствен предлог, закон кој треба облигативно да се прифати од сите албански политички партии, подписници на договорот, ќе биде предлогот на законот кој излегува од ова тело. Значи, ние како алијанса, како коалиција сме за отварање на уставот и проблемот околу јазикот да се реши со устав. Ахмети по средбата не даде изјава. Дали за него е прифатлив предлогот кој Заев доцна синоќа му го вратил до обработен, останува нејасно. Беса не присуствуваа на средбата, како што велат не чувствувале обврска оти не била во духот на албанската платформа. Движењето Беса стои на ставот дека и покрај тоа што некои политички експоненти на инфантилен начин ја присвоија декларацијата, сепак движењето Беса ќе продолжи да ја поддржува декларацијата и кога овие точки ќе дојдат во собранието на Република Македонија, нашите пратеници ќе ги поддржат истите, велат оттаму. Последниот официјален став на лидерот на СДСМ беше дека за нив е прифатливо се што е во рамки на уставот и како што рече потребите на граѓаните албанци. Во меѓувреме дел од медиумите пишуваа дека СДСМ прифатила многу понапреден статус за употреба на албанскиот јазик за разлика од ВМРО ДПМН. Весникот Коха, повикувајќи се на извори од албанските партии, пишува дека според документот понуден од СДСМ, албанскиот јазик ќе биде официјален за внатрешна употреба на ниво на целата извршна власт, како и во судската, со што ќе се овозможи министрите да зборуваат на албански и на владините седници, на средбите со македонските функционери, како и со странските делегации, кои ќе ја посетуваат нашата земја. Потоа на албански ќе може да зборуваат и сите обвинители и секој судски документ може да биде на албански јазик. СДСМ, како што пишува Весникот, исто така прифатиле да се оформи владина комисија, како што се бара во албанската платформа за капитални инвестиции во албанските населени места. Во врска со вградувањето на албанските елементи во химната и знамето, СДСМ одговориле дека за овие прашања ќе се отворат дискусии во моментот кога државата ќе почне преговори за членство во Европската унија, наведува Коха.